Овозможено од Меркур Македонија, Триглав осигурување живот. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре дојдовте во уште едно неделно попладне. Денешната епизода ја почнуваме поинаку затоа што ве внесувам во новогодишното студио на нешто конкретно. Ве поздравувам од Хотел Лимак и од нашите пријатели Меркур. Денешната тема е: што и да направите, на некои луѓе никогаш нема да им се допаднете. А ако сите ве сакаат, тогаш сигурно нешто дебело не е во ред со вас. Колку и да се правдате, на некого секогаш ќе му бидете и арогантни, и препотентни, и умишлени, и само бендисани. И па токму тоа ни е нашата тема. Дали требаме да инсистираме да му се допаднеме на секого, или пак треба да си живееме со мотото баш ми е гајле, што другите мислат за мене. Тешко ли е да бидеш свој во денешно време и без при тоа да скинеш живци, да бидеш мета на коментари, плукања, сопки и непријатности? Ако сте од оние на кои ме тешко, тогаш ги имам совршените гости кои ќе ви олеснат. Единствена, уникатна. Некои ќе речат само бендисана, а таа е само своја и поинаква. Ке ја најавам како сопруга на Константин Плевнеш, Инстаграм сензација стана со своите вклучувања во живо од Париз. А може би доволно е само да кажам: Марија Пиеманов Плевнеш. Во една негова изјава вели вака: ако си на државно ќе имаш критики, приватно повторно критики и неколку честитки. Ако успееш, пак критики. Ако не успееш, тогаш критики и сеир. Владко Ѓорчев. Некои викаат прави нешто веќе видено, други викаат не го бива за глумец, па затоа е имитатор. Ама факт е дека тоа што го прави одлично. Тоа е и Талат Џафери, и Стојанче Ангелов, и Апасиев, и Васко Ефтов. Стефан Николовски му е име. За тоа колку психолошки оправдано е да сме арогантни, самобендисани и егоцентрични, ќе ни каже психолог и психотерапевт Маргарита Николовска. Епа, добре ми дојдовте. Јас сега сватив дека во суштина има многу повеќе гости. Таму седи човек кој што има многу повеќе лица. Така? Дојде Стефан или ми е дојден и Талат и Стојанче и сите? Сите си ги носам со мене. Сите си ги носиш, добро. Сега го имаш и Владко Ѓорчев до тебе. Да, одлично. Така да може до крајот да се договориме за некоја имитација. Струката се вика имитација, туку другата струка психологијата шизофренија, сигурно така се вика некако. Така некако? Да не даваме диагнози на почеток. Да не даваме диагноза, ако е намерна имитација, ако не е намерна. Добро. Владко, тебе те најавив со нели оној твој статус Facebook беше, ќе имаш критики каде и да си. Сега да прашам, на државно си, на приватно си? Приватно. Приватно си, значи имаш и честитки, така ли е? Да. Сега, од она ја што истражував, ти си политичар кој што е најпратен, има најмногу следачи, дури од овие актуелниве политичари имаш многу повише. Дали се таму за да фаќаат сеир или заради тоа што те сакаат? Што мислиш? Веројатно од се по нешто. Значи, убаво е кога луѓето те следат, сакаат да видат што ќе кажеш, што ќе напишеш, која фотографија ќе објавиш. А живееме во време на социјални медиуми. Значи, мобилниот телефон веќе е мас медиум, каде што секој човек, не само во Македонија, туку и во светот, секој ден поминува часови на мобилниот телефон, и ако на некој начин те нема на социјалните медиуми, тогаш губиш канал за комуникација со јавноста. Марија, ти благодарам многу што дојде и веднаш да прашам, сама си, каде е Коко? Коко е во Париз. И тој беше всушност иницијаторот да дојдам во емисијата. Јас нели се договаравме долго време, одбивав да присуствувам во емисија во Македонија, бидејќи сум веројатно многу поинтересна отколку што јас самата се доживувам. Затоа што сум многу природна личност, спонтана, искрена и мислам дека тоа ги иритира луѓето. И веројатно искреноста ги иритира или? Па веројатно тоа што си многу свој и што не треба да глумиш за да бидеш среќен, туку тоа го правиш веројатно од срце, од душа. И тоа кај некои луѓе може би предизвикува иритација дека не им успева, а мене ми успева.
и сум веројатно заради тоа како една сензација која што ако се појави на телевизија или на интернет, создава бурни реакции. Совршена гостинка си ми за темава. Да знаеш, да. Да, значи Коко рече дека можам да дојдам во емисијата, ве поздравува сите, он е во Париз. И еве, гледа. Значи овде сум по негова иницијатива. Му благодариме. Да прашам веднаш од психолошка гледна точка, дали може по изглед веднаш да се утврди кој е арогантен и кој е самобендисан? Еве може вака да не погледнете па да ни кажете. Или не даваме диагнози пак? Не даваме диагнози. Додека немаме комуникација со нека особа, не можеме да кажеме дали е арогантна или не. Затоа што ароганцијата е нешто што се јавува во комуникацијата, значи во односот, во релацијата. А вака по енергија не се чувствува? Може по енергија без да има комуникација, ама мора да има невербална комуникација за да се почувствува. Тоа е некакви невербални пораки, како вртање на грб или она поглед вака? Да. Затоа што во ароганцијата, значи меѓу другото спаѓа и омаловажување на другиот. Ароганцијата не е исто со самодоверба или самобендисаност, не знам сега самобендисаност. Што сметате по тоа, меѓутоа дискутираме. Да, сосема е различно. Добро, ќе го продискутираме во емисијата, добро. Исто така, значи, во мојата најава беше и моментот дали е возможно денеска да се живее со максимата баш ми е гајлеш кој што мисли. На Владко пак ќе му се обратам. Значи, дали е возможно политичар кој што е на функција или кој што не е на функција да си се однесува по на максимата, ма баш ми е гајле кој што мисли, јас ќе цитирам по своја, ако му се допаѓа, ако не, не. Или не сме. Да. За жал во Македонија тоа премногу често го гледаме, каде што едноставно луѓето губат усул. Добро. А како би требало да биде? Па би требало да има мерка, човек треба да има само контрола, треба да има рачна кочница. Да не биде баш све баш ми е гајле, така? Апсолутно, апсолутно. Тоа е лесно да се каже, но за жал изминативе години и децении во Македонија имаме многу работи видено. И не знам, некако после одредено време како некои луѓе да отрпнуваат. Нека има критики во рете. Критики има секогаш, апсолутно. Уште не се родил тој на што на сите им угодил. Но проблемот е што доста често кај нас луѓето ќе отидат не еден, не два, 10 метри во опсайд, 10 пати ќе направат нека огромна грешка која што е ноторна, која што е општо осудена од јавноста, а нема да се појави ниту зрнце, ниту самокритика, ниту одговорност. Така што човек мора да биде во некој баланс со себе. Треба да има пријатели кои што жестоко кои го искритикуваат, директно во 4 очи. Како викаат, да го вратат на фабричко подесуење. Тоа ќе затреба, не? Да. Имено, баш така. Со таков сленг можеме да зборуваме, да, така е поразбираемо. И така што тогаш веројатно и помалце грешки ќе се прават. Грешките се неизбежни, но не е исто дали ќе се направи или некоја грешка која што е некој фудбалски кажано, нели сега мундијалски мал фаул или ќе се направи нешто за црвен картон. Не дај Боже црвени картони. Ајде Стефан тебе да те прашам, значи ти си идеше по тоа баш ми е гајле кој што ќе ми каже, јас ќе ти продолжам со имитации и дали некој од тие што ги имитираше ти се јави? Талат на пример дали се јави? Не. Апасиев? Никој не ти се јави? Не. Како зашо не се јавил? Барем да те пофалат. Не, од некои извори знам дека ги гледаат. Знам за Апасиев дека ги гледа, така ми кажа, дека ги гледа и дека не е окей со тоа. Добро. Не, само со Марија си имаме пишано и баш Што си имате пишано со Марија да слушам? Тоа е приватно. Кажи Марија што не, разговорот е многу јавен. Марија што му имаш пишано, он кажал? Не, баш затоа ти одговорам на прашањето дека Јас го раскажав тоа дека Марија Шерифовиќ јас поредив со него и реков јас ќе те изимитирам тебе и го тагирав кај мене на стори и он беше толку доблесен што го сподели тоа што јас го тагирав. Значи он мене ми даде на чест да ме изимитира и јас го шернав тоа дека ме изимитирал, значи го охрабрив како имитатор. Дека е добар млад човек кој што е успешен во своите имитации. Но веројатно јас сакав да бидам еднаква на тоа што он се
шегува, па и јас се пошегував и тоа беше таа комуникација. Значи, разменивме една интернет игра. Да. Само со неа имам искомуницирано, со други Така, никак. значи си има пофалено јавно. Не, многу Сега луѓе. официјално. А, и Стојанче Ангелов. И Што Стојанче ти кажа Ангелов Стојанче? на Фейсбук си го Да објави едно слушам видео. како звучеше Стојанче, што? Па не го кажа баш вака јавно, него го пише како статус си го објави на Фейсбук и тоа да речем дека ми е коментар као браво. Добро. Safety first. Да, safety first. Тоа е најбитно да се каже. Сакам да ти кажам дека не е дека баш ми е гајле кој што зборува. Имитациите се сензитивна работа и мора да се пази. И ако у случај не знам, Пасиев ми се јави и ми каже другарче супер се е убаво, ама мене ми смета. Ќе прекинам со тоа. Сериозно? Па не би го вметнувал веќе ако му засмета. Па добро, тоа Тоа да, можам да речам мое право е да имитирам кој сакам, ама А твое право и да го тргнеш кој сакаш, а? Така ли? баш така, ја бирам другата страна да бидеме окей со сите. Добро. Марија, ајде да те прашам тебе. Значи, колку е тешко во денешно време да имаш храброст воопшто да не потпаднеш под туѓите нели влијанија, под туѓите оговарања, под коментарите и да се тераш по свое. Како ти издржуваш? Види, овде се случува еден феномен да луѓето мислат дека центарот на универзумот е Македонија. Јас сум светски лик. Јас не живеам во Македонија. И тоа што јас го правам и што го комуницирам, го правам во Франција, во Париз, каде што живеам со сопругот. Значи имаме свој дом таму. Јас можам таму да правам што сакам. Значи јас сум во градот на слободата, а кипот на слободата оригиналот е во Париз. Значи се гледа од цена под Ејфеловата кула, свети блеска и ги охрабрува луѓето да бидат тоа што сакаат да се. И тоа е уствари поентата на Париз, градот на светлината, на слободата. Јас од таму ги правам лајвовите, многу сум во последните 3-4 години ретко, 2 години се Така нема и вратено. стана, значи, Инстаграм Значи, сензација јас со- овде немам на кого што да му објаснувам и да му кажувам зошто, како. Затоа што јас таму живеам каде што на луѓето ништо не им објаснувам. А ако на некого му се допаѓаш во Париз, ти доаѓа и ти го кажува тоа, јас добивам многу комплименти, сум па да се каже и една фаца кога ќе се појавам во тие джетсет места, што јас не ги сакам као джетсет да ги нарекувам, си ги нарекувам комалски кафичи, дека кога живееш таму во таа средина, не го гледаш така светот, као тоа да е леле што, туку тие секојдневие и таму си имаме еден многу убав живот, Значи каде ти што... си баш од оние, баш ми е гајле што зборите, јас си терам по свое. Не, јас не зборам дека баш ми е гајле, ниту терам нешто по свое, значи јас живеам еден убав живот светски кој што не е тоа баш ми е гајле, да не живеам, мислам не го разбирам тоа што е тоа баш ми е гајле, затоа што јас живеам во една најубава средина во светот, Париз е најубавиот град. Значи јас не живеам баш ми е гајле, јас живеам перфектно, совршено. Одлично. А тие луѓе што живеат као баш ми е гајле имаат замерки на тој мој живот, но јас тој живот сама го креирам. Така, ќе го коментираме и тоа. Го правам да биде интересен за мене и тоа го гледаат, не дека јас нешто изигравам звезда, туку јас така живеам приватно и тоа се гледа на начинот на кој што се гледа. Значи, ништо не е тука, ниту ми е гајле, ниту нешто дека е кој знае што. Јас живеам во средина каде што луѓето никогаш не ти префрлаат, а ако некој на човековите права во Париз Да не одиме на се човекови напишани права. Не, ама во Париз до се тука. потпишани човековите права. И декларацијата за човекови права, значи таму не се кршат човековите права, таму е тоа многу страшно. Значи тоа е сосема друга галаксија и јас воопшто не знам зошто би размислувала на кој овде му угодувам или не. Немам зошто да мислам на тоа, си мислам на својот живот само. Така, Владко, дали ти никогаш си се почувствувал како звезда заради тоа што беше и на високи функции или беше звезда со твојата изјава и сите те коментираа кога ги броеше гласовите, се сеќаваш? Тогаш беше да Брендот, да. Победивме таму, победивме ваму, Ете, благодарам. тоа е добро за имитација. Не се сеќавам се. Владко, ќе ми кажеш? Да, Која година е тоа? Па, кога победувавме 10 победи поред и сега ќе треба нели да... Победивме во Неготино, победивме во... Да, Чешиново, Облешево, победивме во Виница, благодариме Штип, убедлива разлика во Крива Паланка. Да, и ги кажуваш бројките, нели, и после тоа го слушаат, нели, луѓе има аплаузи. Тоа е убава работа, тоа се добри вибрации. Знаете, затоа што
кога ќе дојдат избори, нели, она што се за спортистите Олимпијада или за фудбалерите Мундијал, тоа се за политиката и изборите, нели? Што си го работи дали тој што ги соопштува резултатите е најголема звезда и највише го сакаат? Во тој момент да, своите, кај другите нека да те видат. Чекај, тогаш don't kill the messenger, нели? Зависи кој е контекстот. Значи, јас генерално мислам дека во наша Македонија ние не треба да се мразиме. Значи, да, ќе дојдат изборите, ќе ги соопштиме резултатите, секојаш има победници, губитници, нели, секојаш така е некаде разликата и ден после тоа треба да си подадеме рака, животот продолжува натаму и така не е само во Македонија, така е во цел свет. Онаа фраза. Што правевме денеска? Правевме, што славевме? Славевме од утре на работа. И таа е позната фраза. Ама не е тоа во Македонија, секаде е тоа. Да. Сега вака ќе одам на еден статистички податок. Вика вака, на прашањето какво однесување очекувате кога ќе сретнете јавна личност, дури 68% одговориле дека очекуваат арогантност, а само 32 верувале во љубезност на јавните ликови. Сега, што мислите, зашто тоа така некако го доживуваат? Ајде, Стефан, ти сега, пошто си млад, нели, сигурно си се сретнувал, нели, со твои колеги и така натаму, вистина ли држи оваа статистика? Па не знам, ја би рекол, по моето искуство би дал 50-50. 50-50, а? Стварно има ликови кои што се арогантни. Од мојата струка до сега со секој што сум соработувал и сум се видела бил популарен, не сум осетил ароганција. Сите биле и дури пред да им кажам дека сум им колега, пошто сум млад и да пример не ме познаваат, пред да им кажам дека сум им колега. Дека не си им конкуренција за тоа, така? Не, за сега. За сега, да. Прво се љубезни, супер, се им кажеш дека си колега. Па добро. Млата, добро. Не, се шал. Вака не сум немал искуство да... Так. Марија, тебе како ти звучи оваа статистика? Дали од тебе очекуваат, например, па кога ќе те видат во живо, сосема различно да ти кажат? Па јас да ти кажам дека во мојот Инстаграм директ месенџер постојат пораки каде што имам милион комплименти дека сум многу отворена, искрена личност и луѓе што биле во депресија сум ги извадила од депресија. Па тоа е значи имам толку многу комплименти дека ги смирувам. Значи треба да се препишува Марија како лек, така ли? Па ја самата бев изненадена дека луѓето навистина реагираат на тој начин што јас им делувам као еликсир, некој им давам некоја позитива да размислуваат за иднината среќна. Секогаш одбирам некој момент да им го разубавам животот, арогантни луѓе навистина не сакам. Лично презирам арогантни луѓе и можам да бидам и конфликтна со нив. Мислам дека тоа се фейк луѓе, најголемите звезди во светот се многу обични луѓе. Убавината во Париз каде што живеам е во тие звезди што кога ќе ги сретнеш се еднакви на луѓето што се сите, значи сме ние исти луѓе. Тие што нешто изиграваат и што не се вистински луѓе се арогантни. Тоа е грешка. Ајде да слушнам сега овој статистички податок зошто излегува вака. Значи да очекуваат луѓето ароганција од јавните личности. Мислам дека очекуваат ароганција од јавните личности затоа што со тоа нели што се јавни личности, тоа кажува дека имаат доживеано поголеми успеси. Како успехот да дава за право да човек да биде нели арогантен. Истражувана, не е многу истражувана ароганцијата од каде потекнува, меѓутоа тоа малку нешто што истражувана е дека дел, значи, потекнува и од успехот. Луѓе кои што се доста успешни во некои своји области, успехот го тера да биде арогантен? Да, себе си се доживува над другите, барем во својата област. Меѓутоа, ароганцијата има и други потекла. Значи, може да биде и одбранбен механизам, кој што скрива баш несигурност. Добро, ќе го продискутираме и тоа. Ајде да слушнам сега, што мислите за себе? Заради што ве сакаат луѓето? Владко, можеш една карактеристика или? Не знам. Како не знаеш? Па не е во ред толку човек за себе да зборува. Значи,
треба да бидеш поменен со тоа дека има луѓе на кои што ти се бендисуваш, луѓе кои што се критикуваат. Ама тие што те сакаат заради што? И така е од кога е светот и векот. Па тие треба да кажат. Така Тие што треба да ги прашат. и тие што те сакаат или поддржуваат со своите несовршености, затоа што совршеност не постои. Зошто тебе те сакаат, Стефан? Не знам. Ќе видам најдипломатскиот одговор. Се сложувам со Владко. Ама, чекај. Имено, колега, се сложувам. Да слушнам кој од ликовите Го ќе... патентирав ја одговоров, така што Да, може сите да го повтори. Чекај. Нема, стварно не знам. Да го прашам Талат Джафери зашто го сакаат. Жити се, кажи ми Талат. Па чекај да го наштимам. Не викај, па затоа што е искрен. Што не Затоа што сум искрен, затоа што секогаш кажувам се во лице и само јас му одвраќам на Димче. Добре. Ете, ради тоа. Се признава. А Димче зашо го сакаат? Прво на Владко го сакаат заради Димче го котото, сакаат. Димче му ја превзема. Димче се однесува како младите. Димче е и помлад реално. Добро. И се однесува како младите и младите многу го гледаат. Многу е популарен и на TikTok и на Instagram. Мислам, негови видеа, он не лично да биде популарен, да си има профил. Негови видеа излегуваат. Не знам, пример, сега кога му кажа на Стојанче Ангелов, ја колку што имам пријави поднесено, ти толку книги немаш прочитано. И тоа станува вајрал видео. И младите го гледаат и им е интересен како он се однесува. И малку е така револуционерски некој стил. А Владко зошо не ти е во видеата? А затоа што тие што се во видеата, имав некој таму имаше некои реакции околу тоа, ми бараат повеќе ликови, ама не се осудувам да го ставам некој видео ако не сум 100% сигурен дека барем наликува на него. Ако не можам да го прободам... А, не можеш да му го фатиш? Да. Да го наштимаш глас? Ако е здодевен, конвенционален, олдтаймер... Сега пробувам да му го слушам гласот и пробувам, ама до крај може ќе го наштимам. Добро. Не, Снежа, не инсистира. Ќе проба. Ќе видиме. Не треба. Арно не ме знае. Зашто си? Ако не си, зашто не си? Да. Океј сме вака, така да... Не треба. Така да, многу е појако, мислам искрено, што луѓето сакаат во видеата. Не се толку битни имитациите како имитации, колку што се битни околностите кај се ставени. Значи самото тоа да Талат Джафери, Стојанче, председателот бидат на градиште на плажа, кај што сите сме оделе на плажа, самото тоа е само по себе вид и интересно приказ. Сега вак. Сега Марија ќе ја прашам, ама таму ќе гледам. Добро. Значи Марија, зошто мислиш дека тебе те сакаат? Па затоа што сум искрена. Марија, Добара. Ама понизок е гласот во живо. Знаеш што се случи кога ме имитираш, а мене и политичарите, приметив реакции. Некој ми прати дека ме имитирал. Јас не следам многу луѓе, немам време да гледам кој што прави. Не сум таква личност да озборувам и да следам што прават другите, си го гледам својот живот. И ми стана интересно дека тие сите што ги гледале видеата пишувале таа Маријата, ако може Маријата, бара повеќе да ме имитира мене отколку политичарите. Значи политичарите можам да кажам дека се здодевни аут на државата и требаат нови луѓе. Гледај го Владко, сам ти покажа. Тоа е аут сега, приватно е. Ама не, ја како кажам, победен сум во публицитетот, треба да признам пораст тука, така што на барење на гледачите, тоа е тоа, ќе се помириме. Значи на гледачите бараат, они нешто, тоа кажува подсвесно психологот ќе каже дека луѓето бараат нешто ново. Не, стварно имаше некои видеа кои што не беше, ја немаше како имитација и мене ме пулавеа. Марија ставија, зошто ја нема. Марија за председател. Да, може дефинитивно. Значи имаме тука во студио кој ќе ги чита резултатите. Така да сме се договориле. Шеф на изборниот штаб. Да. Така се вика тоа. Значи имам неколку ситуации во кои што ќе ве прашам како би изреагирале. Значи вака. Ве сликаат папарацо додека јадете. Како реагирате? Вака, А ги гледам дека ме Ги слика. гледаш, дали ќе изреагираш смирено или ваш вака ќе бидеш дрзак и арогантен? Не, искрено да ти кажам, толку сум многу на почеток што дај Да Боже се научиш. така да ми остане до крај тоа чувство, ама мене ми е уште многу интересно тоа да се случува. И луѓе кои идат да се сликаат со мене, кои ми а селфи или да застанеме ние, па не знам, ја не знам, луѓе не знам како оди тоа. Така што мене ми е супер тој момент да ме сликаат. Ајде Владко, ако вака на како се вика тоа, србите викаат на кварна да те сликаат, нели? Како би изреагирал или може би си изреагирал? Ќе рашириш рамења, што ќе кажеш? Тоа е тоа, ќе кажеш
Дечко, јада, мама солчи, или некако ќе пробаш со поглед да се разбереш, но генерално кај нас во Македонија мислам дека огромно мнозинство, можеби и сите фотографи во тој дел мислам дека се прилично коректни. Добро, Марија, ти како би изреагирала, например, папарацан или да те сликаат некој, или не мора да е нели новинар, туку буквално некој да те слика додека си. Па, и сум имала ситуација. Како реагираш? За некој, не знам како беше Инстаграм портал со некои змии таму, некои девојчиња. Ме сликаа на една модна недела во Париз. Се гледаше дека се злонамерни фотографии кои што сакаат да го прикажат лошиот дел од тебе, а не убавиот. Значи погрешно фотографирана за да се прикаже нешто, а ти изгледаш многу добро. Тоа е малограѓанштина и злобна ситуација од луѓе кои што веројатно го прават тоа, затоа што се такви по природа. Сега сум забележала, извидики те прекинам, сум забележала дека ти и на твоите лајвови кога ги имаш, воопшто никогаш не си дрска, не си безобразна, туку одбираш зборови, значи не пцуеш, не користиш. Па не, јас не сум пцуела никогаш во животот, зашто би пцуела сега во Како лајвови? издржуваш да не го направиш тоа? Па не знам дека ги разбирам луѓето какви се. И зашто би паѓала на ниво, еве имаше една многу добра приказна во наводници од Коко Шанел, која што во Париз, нели е се муза на Париз. Кажува дека не ми е гајле што мислите за мене, затоа што јас никогаш не мислам на вас. И јас секогаш кога ги правам тие видеа, одам со таа порака во главава. Јас навистина не мислам на нив и не ме вознемирува тоа. Инаку мислам дека папараците си ги плаќаат и самите звезди, затоа што се случува во ситуација кога една Кјара Ферањи сега е сензација на интернет, кога е во Лафајет, никој не се трга и не вика по неа за да се слика, значи, а кога некогаш има нешто за реклама, доаѓаат папараци и сликаат. Значи, самите богаташи во свет што се джетсет си плаќаат папараци за да ги има по медиумите. Значи, се е тоа и по некој договор, има и по нешто што е злонамерно, мешавина. Мислам дека нашата средина се уште не го доживува тоа, затоа што нема такви звезди што живеат во таков град, не знам каде што се живее на тоа ниво. Кога ќе го достигнеме некогаш во 3000-тата година. Ке се избориме, ако ти ни се вратиш тука на избори и председател, ќе се бориш да го донесеш Париз во Македонија. Па види, ние таму и со Макрон добро стоиме. Па знае. И француски научивме. Не се знае каде ќе бидеме повеќе во политика. Тоа е добро. Одлично, ајде да прашам, значи обично кога има провокативни прашања, најчесто се за политичарите. Сега како треба да се реагира во такви случаи кога гледаш дека намерно некој сака да ти испровоцира и да го извади она од тебе кое што он посакува да го извади, треба да бидеш арогантен, да му кажеш те разбирам, знам што е, или треба да си преќутиш и да му одговориш? Како вие политичарите реагирате? Кој тоа ние? Господине, Колега, колега Апасиев, ти како реагираш? Кога некој те провоцира? Кажувам дека му е шизофрена тезата и си станувам и си одам. Значи јас со искварени новинари не можам да разговарам и крај, тоа е тоа. Еве колегата нека ти каже за него. Ајде колега, кажи ми ти се. Нема што да нема. Ја гледам коалиција тука Не можам да симнам фреквенцијава сега. Како нова се јас да ставам капаче така. Тоа. Добро, сега вака, обично поинаку се дефинира ароганцијата кај мажите и кај жените, барем така. Арогантен маж може да се доживи како мачомен. А арогантна жена секогаш е некоја си умишљена, фуфица или не знам какви зборови користат. Дали има вистина во ова? Може би само довербата кај мажите поприфатлива отколку кај жените. А не ароганцијата, не знам, маца. Сега кога зборуваме, како да зборувавме повеќе за поставување на граници, изразување на лутина. Зашто тоа, според мене, тоа не е ароганција. Ароганција е намерно да понижиш некоја. Ароганција е претерано фалење. Поголем број на однесувања одеднаш кај една личност ја прави арогантна личност. Не е само да се налутиш ако те снимаат папараци. Тоа е поставување на граници. Не ме снимај сега. Ова е моја приватност. Не е ароганција да си поставиш граници. Ароганција е да го навредиш при тоа, например. По однос на ова, мажите и жените, нели,
дека поинаку ги доживуваат кога се арогантни, значи рековте дека оправдано маж да биде арогантен. Некако повеќе се оправдува? Не реков. Прифатлива е ароганцијата кај мажот? Па не знам, може би општеството секогаш некакви различни нели улоги на мажите и на жените им доделува и биолошки е така, па сега мислам дека помалку е прифатливо жената да е арогантна, можеби. Не знам дали е така. Така, Марија, ти на ова прашање како би одговорила? Дали е поприфатливо маж да биде арогантен или дали мажот се доживува например како мачомен кога е арогантен, а за жената имаат навредливи зборови кога е арогантен? Па јас би рекла дека од искуството во Македонија сум имала ситуации на ароганција од луѓе кои што најмалку требале да бидат арогантни, како доктори и професори на факултет. И имам тука јас една статистика за тоа кои Значи, никогаш не знаев дека тој што треба најмногу да ти помогне да те образова или да ти го спаси животот, треба да ти глуми ароганција затоа што многу бубал и учел во животот. Сум приметила непријатност, се работи за живот, дури и на мало дете, изиграва некоја ароганција или на факултет многу луѓе мислам дека не ја добиле заслужената оцена заради ароганција на професор кој што е срамота да се однесува така идиотски би рекла. И сум се згрозила од тие ситуации, дури сум се повлекувала и не сум сакала да одам и на лекар. Или, не знам, сум била запрепастена како интелектуалец може да биде толку арогантен и би рекла дека интелектуалните фигури во ова општество се многу арогантни, веројатно заради статусот што го имаат во општеството и си го умислуваат. Така, на почетокот го кажав. Значи, статусот влие? Во секој случај, не сите, па кај нив, исто може да се најде некоја фантастична личност од која што се може да научиш, или некоја хумана личност како лекар кој што ќе те воодушеви со тоа каков пример е, ама за жал на милион еден, е. Значи ароганцијата мислам дека е кај луѓето кои што се за жал тие што не треба да се арогантни. А некоја така младешка ароганција не ја ни сваќам затоа што тоа се фази од животот и луѓето се менуваат. Значи, во тинејџерството луѓето се арогантни и потоа кога ќе се на некој статус во Македонија. Така, добро. Сега, ајде вака да видиме. Овако, младите, нели? Господине, помладата генерација, да. Мада, он се оправда на... И убавите луѓе се арогантни. И убавите луѓе се арогантни? Па, таму не играм, не знам. Таму не играм, не знам. Убавината прави да се штитиш. Значи, може би не си во надвор меѓу луѓето кои што те обкружуваат, сакаат да ти приидат, да ти направат некој муабет што е непристоен, мораш да си како под еден лажен оклоп, да глумиш ароганција за да се заштитиш, да не ти приидат. Еве и убавината знае да стави еден леден превес на ароганција. Добро. Мислам дека е така. Да. Ајде да продолжиме понатаму. Одговори, сакаш? Ајде, одговори. Па не знам, ево, ја тип сум помлада генерација. Кај нас некако сега се живее у некое време кај што бед бој некако победува, не знам зошто. Кога си бед бој, кога си арогантен. Е, тоа мачомен што кажа. Мене тоа не ми е сватливо. Ние го изгубивме тој олд скул начин на заведување, дефинитивно како генерација. Да зебеш да се набилдаш ти, Стефане. Сигурно, тоа мора да се случи, тоа сакам да кажам, го изгубивме тој олд скул начин на заведување, да направиме муавет како што треба. Некако најуспешните мои другари во нивната женско-бркачка кариера се луѓе кои што биле арогантни према девојките. Како може, значи ти буквално да ја бркаш од тебе, а таа да трча цело време? Не ми е тоа јасно. Не ми е јасно. Па не знам. А кој од овие ликови што ги имитираше најарогантен така ти делува? Нормално, нема. Нормално, не. Па немам лично запознаено. Вака на телевизија. Ти гледаш дипломатски. Не. Не се гледаш, да. Па се спрема за политика. Дипломатија жива. Седна 20 таму. И џуџето да си го земете со вас. Да. Тоа што стои до вас. Ајде, можеме да одиме сега на поговорки, на цитати, таму во тој поголемиот сат има. Ке го земе Стефан. Каде? Не го пред тебе.
А, оваму? Тебе. Васко пред тебе. Значи, има поговорки, има цитати, се однесуваат на ароганцијата, ќе се извлечете читам? по едно А и сите после по ќе едно? ги читаме. Да, ама не го читај сега, за да него... А у памет или? А кој ги пишува тие ливчиња од Значи сега? ги наоѓаме. Еве, Тоа се веќе на кажани веќе на цитати, да, или се некакви си народни Добро. поговорки, што ќе ви се падне, ќе видиме. Така да ќе треба да го видиме што ќе- и мене каде да го можеш да дадете? ми подадеш, Марија, можеш и мене, да. Едно и Ајде. јас. Така да. Ете така. Добро, Да кој може ќе да читаме? почне? Може Владко прво да чита, ама Ајде. само твоето, немој на сите. Много е долго ова. Ајде, ајде, Чеки нешто. Ајде. Ајде, вака. Вели, никогаш немојте да се каете поради тоа што сте биле добри со погрешни луѓе. Да. Вели, вашето однесување кажува се за вас, а нивното кажува доволно за нив. Така е. Ништо немаш да додадеш. Не, немам што да додам. Апсолутно. Па, како да кажам, биди добар со луѓето, па макар некојаш ја не се вратим, сам во ред. Ништо ново, но давај, биди тука, биди позитивен и ако нешто не испадне како што треба, не треба да има премногу горчина. Што год да биде Ова сакам исходот. да кажам, биди добар, никогаш не знаеш кога ќе ме избори. И ти си спремна, Снежа, за избори. Ја гледам потенцијал тука, вака, за еден добар портпарол. Па се договоривме веќе, ја портпарол, Мај правиме политичка партија, вака, што? Сите веќе... Ти читаш резултати. Ја што сакате може, секој да одговара. Он кој сака Опозиција и да биде. позиција, што сакате? Што сакате? Да видам, тебе што ти се падна. Аналитичкиот центар. Аналитичкиот центар, имаме све. Ајде. Орелот се вие во височините, на свињата местото е во буништето. Што тоа значи? Се раѓаме како некој возвишен? Ова се однесува на животни. Јас сепак би рекла дека не се однесува на луѓе, дека сепак мислам дека луѓето се дека секој човек вреди, дека секој човек има вредност и дека и таленти има и само треба нели да си ги открие. Добро, одлично кажа. Јас така мислам, ова на животни се. Секој си ја однесува. толкува како што сака. Ајде Стефан нека го прочита. Најкратко се. Сакав како Васко Ефтов да ти го Како прочитам. Васко е Многу е прочиташ, ајде. Многу реклама им направиш. Гласајте за број 7. Со нас се духови. Да. Заокружи број Како 7. духови овде. Некој јас гледам. Ај бак. Каде има сила, нема правдина. Ето толку има кај мене напишано. Ја би додал нема правда, нема мир. Добро, средни. Е најкраткото мене ми запомни. Марија, тебе што ти пише? Големата риба, голема вода сака. Сам енергијата си привлекува. Ова наместено ја бира. Да. Морско. Инаку да си го пофалам аутфитот ми е од Dress Factory Македонија Одлично. и Lux Shoes Македонија. Значи Одлично. сум македонски брендирана. Да не зборат дека само за пари зборам, еве. Така, одлично. И Значи, Се што погоди аутфитот со ова поговоркава големата риба, голема вода, сака со синово. Така, Па не знам, Big Blue, што сака да кажа? Па убава си кажува, голема риба, голема вода. Сака и тие што се малите риби да молчат повеќе и да учат од големата риба. одлично кажа, да, добро. А ти ќе ги изеде. Ова е закана или да не ги изеде Па риба? закана не знам што би се Или вистина? подразбирало под закана. Закана е цел свет денес за сите нас. Добро. Јас сум мала прашина во таа закана. Добро, мене ми се падна вака. Рецепти за успех има многу, но за неуспех е еден. Настојувајте да им угодите на сите. Така? Мислам дека Чек, не го разбрав. што не разбра ти? Тоа последното е рецептот за неуспех. Аха. Рецептот за неуспех е ако сакаш да им угодиш на сите, Аха. автоматски имаш неуспех. Можно е. Можно е. Да, Па се така е. согласувам. Јас еве со стручна гледна точка, Ако така? сакаш да им угодиш на сите, имаш неуспех. Да. Па има една поговорка исто викаат, животот ти почнува кога ќе престанеш да им угодуваш на сите. Еве да се го дополниме тоа дека е вистина. Одлично. Добро, Значи продолжуваме. животот Едно дека е невозможно, а друго да. А друго е дека ако се обидуваме да се акомодираме многу,
губиме од автентичното, а мислам дека баш со тоа што е нашето автентично, со тоа го добиваме успехот, нели? Ајде да имаме една игрица, може ли и Ајде, вие двајца ајде. еден диалог да направите, а после ќе видиме со Марија дали ќе се согласите. Значи Ајде. вака, Владко, ти беше многу препознатлив по косата. Значи пред колку време ја ишеше? 903-та беше тоа. Војводо, не те препознав, извини. Ох, чекај, 12 години, Зашто е 13. Што беше време, затоа што Ми расцвета крајчињата. па не, едно е средна школа 20 години, факултет, друго е веќе животот после 30 е поинаков. Да. Тоа е тоа. Немаш време да се избањаш редовно. Немаш време со Брина да стајаш. Добро. Значи вака сега. Мојата игрица е ваква или мојот предизвик е значи да те убедуваат пак да ја пуштиш косата, а ќе те убеди Апасиев пошто он има коса. Он има коса, Значи нормално. ти сега опирај се да не ќеш да ја пуштиш косата, а Апасиев има да те Чекај, убедува. колку време требало ти може да ја затера? Не знам. Снеже, не со тие куршуми. Не, ако не, јас сум спремен. Не. Добро, не. Слушај, не ќе го правите. А ќе го правиме, Викам, мораме да го правиме. До кога? Конвенционално. Слушај, Добро. слушај ме, до кога ќе го правиме, ме праша. Да. Додека не почне да му расте коса, до тогаш. Не ми рече конвенционално, па само може да биде само пушти, ја ќе ја пуштам, добро. Добро. Ајде. Многу е уведлив, тоа е. Ме убеди. Не, знаеш што можеме да направим? Да ми Ајде. чукаш вака на масата, ја ќе ги менјавам. Што? Не, Владко не. Па не, тргнувам со Апасиев, ти ми чукаш, па сум стоен. Добро, и ти менјаш друг. Ајде. Да. Ајде. Убедувај го, Владко. 3, 4, почни. Ајде. Апасиев почне, така ли? Апасиев почни. Ајде. Јас со све ќе согласам брзо, така за Добро. Не се Одговорете да. согласувај. Да. А не се согласувај, немаме игрица. Не режира. Не се согласувај, не ти е тоа Слушај, текстот. Марија е сопруга на режисер и неа ќе ја вклучам Така, и помага. така. Да знаете. Мислам дека Стефан и Марија многу подобар диалог бил тоа на барење на гледачите. Како ќе кажете така? Владко бе, и избори и да ти ти не се дава. Ама и јас сум Ама да прогласиме победа, да пуштиме Не бе, ќе пуштам, готово, ќе пуштам. Ајде, ќе пуштам остајте бе. 3. Не бе, само сакава те прашам, дали мислиш дека е окей само да немам од кој ластиче да побарам, значи у собрание. Сам се чешлам, се гледам пред огледало, значи молим те, значи те молам, јас сум правил муавети со други колеги, на сите им викам, дај нека ја пушти, не можам само ја да сум, ме разбираш. Овие минат ме гледаат само мене си викаат овој хипике. Абе викам луѓе, не е така бе, убаво е долго косиче, викам Владко носеше порано. Па што не Јас сметам дека треба да го слушате професорот пошто е начитан и знае, ако он каже јас да пуштам коса и јас ќе пуштам коса. Нема проблем. Значи јас сметам дека неговото мислење, чукај Снеже, готов е овој. Ти наредувам да ја пуштиш косата и да не ми се вратиш вака. Крај. Вака, ако не ме убедиш, аз стварно не знам. Побрзо почна да расте. Се пополнија за лиците веќе готово. Фантастично сработено. Добро е. Убеден. Убедене. Сега, сакаш сега да ја убедиш Марија, да ја убеди Марија да се врати од Париз? Да се врати во Македонија. Да се врати во Македонија. Да свати. Ајде, пробај. А со која Ќе му имитација? чукаш пак? Да го чукам пак. Со сите имитации? Со сите имитации, ама да ја вклучиш и Марија. Леле, и Марија. Марија да вклучиш. Ама Марија не изе да изборува. Да бе, Марија. Ама се срами малце. Не, знаеш како, не вака, ајде, може, ајде, готово ми тек, не, талат ќе почне, например. Ајде. Значи ќе те молам вака. Ние тука ни треба нов председател во партијата, сега што направи Пека и Снеже, и сакаме да се вратиш ако може од Париз да ни бидеш ти кандидат за председател. Значи сметаме дека ти си таа кој што треба да биде. Чукај, Снеже, чукај. Побрзо врти ми. Добар вечер. Се потроши лентата. Добро бе, ти што изборуваш не за се? Ако не сака да се врати, нема да се врати. Така, осте го девојчето на рад. Ама не, јас сметам дека треба да се вратите пошто сте ни потребни на нас. Само што зедат Ама некако- документи. Не се враќа. И сега е Марија како си размислува сама. И стварно мислам дека треба да се вратиш, ама не, Париз е убав. И се ми е таму. Ама сум родена во Македонија. Па сакам да се вратам. И луѓето таму ме сакаат. Не ја убедив, што да правам? Фантастично сработено. Браво. Ја
Да, моето го направи, луѓе, натаму. Соси ми потека. Благодарам што ме разплака. Така е сега. Марија, зашто ми се враќаш ти од Париз? Затоа што си живеам таму, си имам адреса. Си добив дури медикална, ја викаат карта. Добро. Значи, зашто би се вратила кога... Добро, ама имаш таму и љубовта е таму. Така Па ли? да. Таму ми е сопругот. Сега не е дојден тој, зашто не е дојден? Па дека он издаде книга, и книгата имаше успешна промоција, имавме многу добри гости. Книгата е политичка всушност и се вика Франција од соништата. Таму промоциите не се еднаш, туку се случуваат повеќе промоции, значи 4-5. Епа Марија, знаеш дека колко не колко не е тука, меѓутоа испрати еден ваков букет. Јас ќе ја прочитам по раката, значи вака. Ова личи Вика само вака. на него. Ружите се испратени директно од Париз за Марија Пијаманов од Константин Плевнеш и неговите стихови за Марија. Ако времето е убавина, ти си вечност. Мон амор. Повели Марија. Леле, колку ќе се расплакам, ова не го знаев. Значи ова е Вистина сум изненадена. Еве, ова е Париз. Така? Еве, овие се манирите на Франција и на Париз. Значи, тоа се французите, затоа не се враќам, еве. Одговорот го добивте. Значи, Васко, како ти ќе изреагираш на ова? Не, ја друго како Стефан мислам. Ја мислам, пошто сум ја љубезен, што ти кажував прес, ја треба у Париз да му свари. Вистина беше ова убав гест. Пошто тука, да, пошто тука се арогантните, тие што ги сакаат, ја доам у Париз. 100%. Ке те сакаат таму повеќе. Гаш какви манири се има таму. Тоа е тој олд скул што ти го кажам. Стефан, поише цвеќе, сакање, така. Ама да, ама не го сакаат тука тоа. Не знам зашто. Не го сакаат. Пажњата не ја сакаат тука. Не ја сакаат, не си ни пробал. Сум пробал, затоа ти кажувам. Па да донесеше цвеќе денеска во емисијава вака за нас трите. Од кај знаеш? Да. Владка, ти никогаш си направил вака? Јас колко го вклучувам во лајвовите за да ги научи нешто, ама ништо не научиле. Така ли, почесто да го вклучуваш, да. Мислам дека беше ова одлично. Навистина може да го оставам вака? Еј, колку убаво. Јас ќе поберам еден джингл и ќе продолжиме. Само нека прозвучи нешто конкретно. Сега е време за подароци. Ќе ви подарам од нашите драги пријатели Меркур, кои што ни го краси ова прекрасно студио за сите вас. Од дома ќе си имате по една елкичка, ќе проверите како изгледаат вашите. Провери. Во Париз да ја однесеш? Па и ќе ја однесам, да знаеш. Овде имате витамини, минерали од нашите драги пријатели Кенди. Леле, ова најмногу го сакам. И имаме паста за чистење, која што е нова на пазарот. Чисти се, освен гревови. Да знаете. И ќе ја добиете сите. Леле, колку убаво. Значи ви благодарам на крајот уште еднаш. Дали може Васко Ефтов да ми одјави емисијата и да се Прво да поздравиме? ти кажам дека многу пријатно се чувствував и фала ти многу што ме покани. А у камера да одјавам? Камера одјавија, значи во недела во 17 часот на Телма телевизија да не гледаат пак. И заблагодари се, кажи каков ти бил амбиентот и се. Фала ти, колега Васко. Значи, Снеже, ти благодарам. Овде некаде е крајот на нашата емисија. Се одјавуваме овде, а ние ќе не гледате во недела во 17 часот на Телма телевизија. Ви благодарам, Македонијо, каде и да си. Фала многу! Генијално, дечки, фала.